Подгревањето на меѓуетнички и меѓуверски тензии како да стана заштитен знак на ДУИ во секое предизборие и кога треба да се покрие некаков коруптивен скандал со кој е поврзана партијата на Али Ахмети. Токму затоа според познавачите на состојбите случувањата поврзани со крстот на Попова шапка не се случајност. Според политичкиот аналитичар Синиша Пекевски, ова е само обична пиар стратегија во предизборието. Во суштина кога не може да одговорат на економските проблеми и предизвици кои се случуваат во Македонија, најлесно е дигнја тензијата помеѓу етничките заедници и креира некаква нестабилност. Гледаме дека има многу поставено споменици од една заедница на нелегален начин, каде што немаат никакви дозволи и сега се прави ова вештачки проблем со цел да се отргне вниманието од реалните проблеми кои се случуваат во Македонија. Реториката на ДУИ Беса не може да донесе никому ништо добро, туку само влошување на меѓуетничките и меѓуверски тензии, вели за ОФА. Универзитетскиот професор по социологија Златко Жоглев испрати порака до исламската верска заедница, која исто така жестоко реагираше бидејќи на црковен имот е поставено верско одбележје. Вели православните христијани се мнозинство во оваа држава и луѓе кои никогаш немале ништо против малцинските верски заедници, па изненаден што еден крст предизвикал волкубурни реакции. Апсолутно во овој случај, кога крстот како верско обележје е поставен на црковен имот, нема никаква основа за реакција од другите малцински религиозни групи, во овој случај од припадниците на исламската вера, а политичките партии кои се впуштаат во таква работа, треба да знаат дека тоа не е добро, никому не може да донесе тоа добро, затоа што работите може да излезат од контрола. Жоглев вели дека оние кои сега ги разгоруваат тензиите треба да бидат свесни дека може кривично да одговараат, доколку ваквите потези доведат до непосакувани сценарија меѓу обичните луѓе. Во законот има и одредби таму за ширење национална, верска и друга омраза, бидејќи во овој случај од почетокот не може да се зборува за ширење на верска омраза. Меѓутоа, ако работите се влошат, тогаш ќе дојде до такви работи, а тие кои преземаат вакви активности, ќе треба сериозно да размислат дека ќе треба еден ден да одговарат за последиците од се што евентуално би можело да се случи. Пекевски е на ставот дека обичните граѓани албанци веќе ги имаат прочитано политичките партии и ваквата нивна реторика може да влијае само кај оние кои што се партиски определени. Видоа, ајде да кажем, и албанските граѓани, оние кои не се политички инструирани, дека политичките партии воопшто не се грижат за интересите на граѓаните. Видовме дека инвестицијата која најавија за електричните возила во Тето апсолутно нема ништо од тоа. Така да, веќе ова е само за нивни интерен ајде да кажем, пиар. Инаку токму крстот беше причина да продолжат партиските препукувања во албанскиот политички блок. Од Беса реагираат дека ДУИ има интерес да не се зборува за нивните матни бизниси со дака во Тетово, за коцкарските криминали, корупцијските скандали со јавните набавки. Велат крстот му бил потребен на ДУИ за да го оттргне вниманието од вистинските прашања и најавија дека по некаков законски пат истиот ќе бил отстранет.